Добре дојдовте во процес. 50 дена штрајк, резултати нема. Што се случува со штрајкот на судската администрација? Мои денешни гости се Пеце Груевски, председател на синдикатот на УПОС, Борче Мирчевски, председател на Сдружение на судска администрација и Звонко Давидовиќ, адвокат. Добре дојдовте. Официјална покана упативме и до председателот на Судскиот совет Звонко Караџовски, меѓутоа тој одби, кажа дека сака да си биде со своето семејство за време на викендот не е во Скопје, а министерот Валде Џапери не одговори, иако беше уредно поканет по електронски пат. 50 дена штрајк, резултати нема, рековме. Вие вчера имавте состанок. Што се договоривте? Како понатаму ќе се одвива штрајкот? Кои се новите моменти? Вака, неучеството во емисијата на другата страна, да речем, страната на работодавачот, е убава слика и прилика за она што се случува. Мислам, не само што не се заинтересирани да седнат да разговараат за штрајкот, него не се спремни ни во јавност да излезат. И досега имаше неколку обиди во неколку телевизии, во ниедна не учествува. И ние имаме своји семејства, меѓутоа не отидовме на одмор. За време на штрајкот многу пресатили на судовите си го користеа одморот и се уште се таму. Многу членови на Судскиот буџетски совет не беа кога се носеа главните одлуки и тие беа на одмор, па одлучува нивните заменици, така да тие очигледно не сакат да си го нарушат својот мир и мислам дека не чувствуваат дека нешто се случува во правосудството, односно дека има сериозен штрајк, дека судовите не работат. Што се однесува на состанокот вчера, тоа беше состанок на Сдруженијето на судската администрација, со наше учество на сега, а претходниот ден и ние имавме, ги анализиравме активностите кои ги преследовме и последните случувања со писмата што ги упатуваше, односно заклучоците на Судскиот буџетски совет, со кој конечно решија, да кажем така, да се пресметаат со штрајкувачите, да удрат онаму каде што најмногу можат да удрат и каде што сметаат дека ќе ги погодат, тоа е платите. И малце подоцна веројатно ќе разговараме за тоа какви се решенија. Што конкретно и навистина луѓето сака да знаат како понатаму одлучивте да го реализирате штрајкот, ки имали штрајкот долго трае, репресивни и сигурно дека во одредени моменти опаѓа малку и моралот, малце и една апатично се чувствува. Меѓутоа власта во секој момент кога ќе дојде да речеме во таква ситуација ќе проценеме, она не излегуваше во пресет, ќе направи некој погрешен чекор со што ги дополнително ги стимулира. Така да сме доведени во една ситуација да имаме одредени судови кои велат не одиме на годишен одмор, ќе штрајкуваме и за време на годишните одмори. Не се откажуваме од нашите права затоа што знаеме дека сме во право, затоа што и власта тоа го призна, го прифати, но постем се попишмани веројатно во прашање се нечии суети. Зборувавте ли како ќе тече штрајкот понатаму? Или бидејќи се наближуваат нели тој летните одмори од 15 јули до 15 август не работи судската администрација, судовите, значи, како постои можност да се разводенат работите? Го анализиравме тој момент во четврток, ќе донесеме заедничка одлука со Сдруженијето на судска администрација врз основа на анализите вчера ги направивме. Има одредени дилеми што со штрајкот постен 15 кога почнува судската ферија, сакале ние или не, за судската ферија не се работи, значи дури и помалку се работи отколку во време на штрајк. Така да ќе го анализираме тоа, но во секој случај, доколку бидеме доведени во ситуација заради судската ферија штрајкот да се стави во мироње, тој ќе продолжи после 15 август. Ќе се договориме за датумот, меѓутоа сакам да кажам дека ево уште една шанса за другата страна да го искористиме годишниот одмор, да седнеме и да најдеме решение да не би дошло до продолжување на штрајкот. Ние сме секогаш расположени и во моите контакти јас постојано укажував дека ние како синдикати и здружение сме подготвени во било кое време да не викнат и да преговараме. Но досега постојано бевме поканети да разговараме, да ни соопштат нешто и на тоа се завршуваше. Ајде околу оној дел казните околу платите. Нели се соочуваат со помала плата за 40% наместо поединечни рештенија се делат колективни. Законски ли е тоа? Прашањето важи за сите. Апсолутно не. Јасно е, јасен е законот за работни односи и јасно е ова што го кажа Груевски дека
судството нема слух. И не е само проблем судската администрација. Нема слух длабоката судска, правосудна криза да ја реши. Од меѓународната експертска јавност до домашната експертска јавност со се извештајот на Приве се лоцирани проблемите. Синдикатот и судската администрација го лоцираат и другиот проблем. Ниту еден председател од самостојувањето на Македонија па до денешен ден не се заложил за судската администрација, што е трагично. Значи, јас не викам дека судиите не треба да добијат повисока плата, да се добро платени, да им се обезбедени условите, да се едуцираат, се даваат кредити од различни фондови и различни средства. Но судската администрација трпи, не се остручува, нема зголемување на плати, не ги има основните услови за работа. Ако видите колку еден доставувач зима плата, колку еден судски службеник зима плата, дактилограф кој што е со мене во судница 8 часа и она што јас го зборувам, она го диктирам, она го куца. Го куца подеднакво брзо како што зборуваме. Тоа е страшен напор. И навистина не се платени. Дволично е, безобразно и лицемерно да се бара покачување на плата од 35% на суди, да се донесе таква одлука, а судската администрација да се стави на страна. И дури да им се каже дека го обструира судството и дека се на страна, не знам, на соросоиди и сите други епитети кои ги добиваат сите луѓе кои што не се истомисленици. И не се борат само за плата, тоа ќе ви го кажам, се борат и за својата положба, за да се озакони нивната положба, што е сосема во ред. Какви се платите? Ајде да слушаме. Пред да ви одговорам на тоа прашање. Вие доаѓате од Охрид, да. Ќе ни кажете каква е ситуацијата и таму, него да слушнат луѓето, еве, колку ви се платите на... Јас пред да одговорам на тоа прашање, би сакал да потенцирам некои работи, бидејќи во јавноста веројатно не е познато точно зошто штрајкот се одвива и зошто трае толку долго. Да. Значи, ова историја на штрајкот датира уште од минатата 2015 година. Не овие 50 дена кои што ги спомнавме пред малку. Она што сакам да го потенцирам, во 2014 година е донесен закон преку ноќ. Закон за судска служба кој што е за нас устав за судската администрација. Јас сум председател на Сдруженијето на судска администрација на Република Македонија. И во тоа здружение морам да потенцирам дека нема суд во кој што немаме подружница. Значи сите судови се застапени во тоа здружение. И ние ги знаеме сите прилики. Во моментот кога работеше проектот за јакнење на судството под покровителство на USAID, се вложува големи средства за реформи во судството. Една од тие реформи беше донесувањето на Законот за судска служба во 2008 година. Тие реформи всушност се приоритет на оваа држава. Да. Меѓутоа, тој ист закон во 2008 година ја оддели судската администрација од државната администрација. Во 2010 година се надгради истиот закон за судска служба и во тие два закони активно под покровителство, повторно зборувам на проектот за јакнење на судството, односно на USAID, и судската администрација беше вклучена во тие реформи, поготово во измените на законот за судска служба во 2010 година, кога ние со наш предлог текст на законот допринесовме да се изработи тогаш актуелниот закон, значи во 2010 година, за судска служба кој што значеше надминување на оние проблеми кои што ги беа детектирани во законот од 2008 година. И сега што до што доаѓаме, кога веќе утврдивме дека во 2010 година измените донесени и дополнувањата на законот за судска служба решава некои проблеми и го подигнува нивото на судската администрација во 2014 година, јас ќе кажам преку ноќ, значи во 2 дена, никој се уште не ни одговорил на нашите прашања кој учествувал во таа комисија на овој закон, на носењето. По патот на copy-paste, јас тоа го зборувам многу често, бидејќи овој закон за судска служба донесен од 2014 година во 90% е исто законот за административни службеници. Што значи сега во 2008 година законот значи од државни службеници во судски службеници, а овој во 2014 само за 5-6 години од судски службеници повторно во државни службеници. Тоа покажува дека или нема стратегија владата што се работи, предлагачот на законот, Министерството за правда, или само копира закони, колку да се каже дека донесоме ние толка број на закони. Ние интервениравме... Има своја стратегија.
Веројатно, меѓутоа за нас е ова многу погубно, јас кажувам, и тој закон во себе содржи, слободно ќе кажам, во 90% штетни, демотивирачки, ретроактивни и репресивни одредби. Ние, законот беше донесен во февруари месец 2014 година, во март месец стапи во сила, а ние во април донесовме предлог текст дека тој закон не чини дека треба се менува. За тој предлог текст добивме согласност од Форумот на судска власт, дека на вистина нашите ставови се издржани и дека законот треба претрпи измени. Форум на судска власт информативно само ќе кажам го сочинуваа председателот на Врховен суд, председателот на Судски совет, председателите на апелационите судови, директорот на Академијата, председателот на Сдруженијето на судии и јас како председател на Сдруженијето на судска администрација. Тој форум изгласа таков заклучок, ние го имаме заклучокот. Во Министерство за правда беше доставен во 2014 година во ноември предлог текстот по втор пат. Поведуваме иницијатива против тој закон, одржуваме тркалезни маси, јавни трибини, вклучуваме експерти. Сите тврдат дека законот е лош, дека треба да се менува, Министерството за правда не сака, ама воопшто да ни чекор да направи во тој поглед. И сега до што доаѓаме? Доаѓаме дека во 2015 кога се е исцрпено, ние организираме штрајкови за да се смени законот. Тоа се случува во почетокот на декември, 3 декември. На 31 декември владата и парламентот на 31 декември носат измена на 3 закони. Законот за плати на судиите, законот за платите на јавните обвинители и на јавно-обвинителската служба, каде што додатоците на плата му ги зголемува до 35%. Единствено изостанува законот за судска служба, чишто ние сме представници, а единствено само ние баравме измена на тој закон. Во моментот кога баравме измена на законот, ни велеа: немојте да барате измена во делот на плати, бидејќи државата е во криза. И кога ние прифаќаме, бидејќи не сме економисти, сметаме дека нема причина да не лажи никој, прифаќаме тој дел да не го бараме, тие носат 3 закони на кои што ми го зголемуваат платите, не платите, додатоците на плати, значи да немаме забуна, 30 до 35%. И тогаш нашите барања буквално еволуираат. Не бараме сега само на законот, без оној дел во платите, туку бараме сега зголемување и на нашите додатоци на плати до 35%, бидејќи зашто ние би биле изземени од целиот тој процес. Кога ние сме во судството, и судиите се во судството, и обвинителите, јавно-обвинителската служба, тие 3 добиваат, ние сме изоставени од тој процес. До ден денес немаме одговор зашто сме изоставени, иако нашите плати сега во овој момент се најниски од сите овие што ги спомнаме претходно, бидејќи на јавно-обвинителски службеници 2 месеци му беа исплатени плати, заради најшиот штрајк или не знам заради некои други причини, тие се сега стопирани, ставени се на претходно ниво, меѓутоа правата му се останати. И се нас сакаат да не убедат како да се работи за некои вработени не знам од која институција, која што нема врска со правото, да не споменувам ниједно, да не навредувам. Па добро, и тие не зедоа, треба да прекините со штрајкот. Не зедоа, меѓутоа правата му останаа. Кој тоа ве убедува? Па не убедуваат од судската власт, од извршната власт. Нема што да штрајкувате, платите, значи другите не земаат плати. Може ли илустративно да ми кажете колка ви се платите? Еве вака, просекот на платите е понизок, во судството е понизок од државниот просек. Значи ние имавме таква анализа направена. Јас не ја носам со себе таа анализа, меѓутоа кога ги земате во предвид просекот во судството, без судиите, зборувам, и просекот на државно ниво, платите во судството се пониски од просекот во државата. Како изгледа едно судење без записничар? Никако. Не е возможно да се одржи. Едно треба да сватат луѓето. Судијата суди, али за да почне да суди, да дојде и да седне во судница, целиот механизам на судската служба мора да постапува. Доставачот мора да ја врачи поканата на адвокатот и на странките. Записничарот треба да го изготви записникот, а пред тоа судската администрација, службите доле на шалтерите мора да го комплетираат предметот, да ги стават доставниците, одговорите на тужба, сите поднесоци. Приемното оделение мора безпрекорно да функционира. Замислите, дневно се носат хрпа хартии. Значи 3000 адвокати
државното правобранителство, обвинителство, многу служби кои се поврзани со судот носат купишта хартија. Секој ливче треба да го распоредите, секој ливче е еден доказ. Тоа го прави судската служба. Не е возможно да постои да функционира судството вака како што е поставено без нив. И честно е и поштено да се запазат нивните права. Тука и судската полиција, тука се милион улоги во судството, не е само судијата. Судијата првораздава. Во судската администрација вработени, точно? Па негде околу 2300. Последните години значително се зголеми. Значи негде околу 2300 луѓе се и негде околу 660 месечни суди. Што е некаде помал број од едно од министерствата, да не спомнам кое, што и не се ја врши својата функција како што треба. Има ли притисоци, заплашувања? Прво ме интересираше каков е односот на судиите или различно реагираат. Имате ли подоцна? Ево, јас ќе ви кажам, мислам, овој штрајк е карактеризиран по неколку работи. Прво, на предупредувачиот штрајк на 3 декември, мислам, немаше никакви притисоци, го искажавме својот став, своето незадоволство, меѓутоа не слушнаа. До денес не разбравме дали се глуви или се слепи, но ево како што реков, не слушна, не вида. Организиравме 23-25 март тродневен штрајк со протест истото. Па моравме на 18 да го активираме штрајкот до исполнување на барањата. Мене ме чуди инертниот однос на власта. Значи имавме еден период кога едноставно слободно се штрајкуваше, што го карактеризиравме како поддршка од нивна страна, бидејќи апсолутно сме во право. Колегата Виршевски многу добро кажа, заборавија на судската власт, веројатно се сетија, намерно или ненамерно не знам, но се сетија дека заборавија и веројатно очекува дека ќе попуштиме, дека штрајкот е организиран од некакви други причини, го водат некои центри на моќ, како што кажа поранешниот председател на судскиот совет и така натаму, но се покажа и се докажа дека како сега што има единство меѓу штрајкувачите, никој пат не било. Во правосудството има многу штрајкови. Се што добила судската администрација добила само со штрајкови. Никој пат не се сетиле надлежните да и додадат она што и припаѓа. Во однос на притисоците, значи 10 дена, да кажам, по наводници идеално се штрајкуваше, нема никакви притисоци. Но кога видоа дека ѓаволот ја однесе шегата, веќе почна некакви суптилни притисоци, па некои судии се обидува да натерат некој да работи, па ќе смиревме таа ситуација и така натаму. И првиот притисок дојде на крајот на почетокот на јуни, кога требаше да се исплати мајската плата, со одлуката на судскиот буџетски совет дека на штрајкувачите согласно законот ќе им бидат намалени платите за 40% за деновите на штрајк. Ние реагиравме, имавме средба, имавме и протест, му кажавме на председателот на судскиот совет, со тешки маки прифатија да не се задржува, со напомена дека тоа ќе им се задржи наредната плата. Ние бевме убедени дека до тогаш ќе дојдеме до некакво решение и дека еден од пазарите за прекин на штрајкот, бидејќи имаме 4 барања, нешто ќе добиевме веројатно, нешто ќе го одложевме, услов ќе беше и тоа да не им се закинува на платите на вработените. Значи, мислам дека воопшто не ја знаат ситуацијата, не знаат едноставно и не сакаат да преговарат и не сакаат да признаат дека сме социјален партнер. Значи, не мораме да разговараме. Јас укажав на председателот дека ова прашање со платите да се остави на крај. Ќе видиме, ќе не убедите можеби во другите барања дека не сме во право. Неофицијално имало притисоци врз благајниците, така? Сега притисоците доаѓаат откако судскиот буџетски совет донесе одлука за задршка на нивните плати за време на штрајкот од 40% со поединечни решенија, што ние го прифативме и на тие поединечни решенија ние ќе имавме право на жалба. И тоа е во ред. Законот таков каков што е, во ред е. Меѓутоа, само 2 дена после тоа, по принципот ПУПУ не важи, донесе сосема друго решение во кое судскиот буџетски совет им налага на председателите да издадат наредби на благајниците да ги пресметаат платите со задршки. Тука имаше и технички проблеми, јас многу не ги разбирам тие работи со пресметката на платите. Направи нов програм само за да се заврши таа работа. И тоа е во делот на казни, нема штрајк таму, него
во писмото, во паството на Судскиот буџетски совет следи дека тоа ќе стои во делот на казни. Значи, самите признаваат дека ги казнуваат судските административци. И она што е најбитно, и тука ми заврши, значи, ние сме за почитување на законот. Ако треба да се казнат како што треба. Членството, односно, луѓето го прифаќаат, вработените го прифаќаат тоа како, нели? Го прифаќаат бејќи во законот стои. Меѓутоа да си оди законски. Мислам во контекст на тоа дали паѓа нивото, расположението. Не, тие еден момент беа толку револтирани што рекоа и 100% ни задржат, ние ќе штрекуваме. Ако толку не можат да почувствуваат сериозноста на проблемот, ние сме и онака казнети, нека не доказнат. Тоа е нивниот став на штрекувачите. И мислам дека на огнот само долеваат масло и само го расплантуваат духот на штрекувачите. Едно време на почетокот дури имаше можеш работа да излезе под контрола, слободно можам да кажам. Вака ако продолжат, не верувам дека после одморите можеме да контролираме ситуацијата, особено пак ако се исплатат платите на судиите. Меѓутоа, ние не го гледаме решението во тоа судиите да не го добијат тоа право. Тоа им следува, ние бараме само за нашите членови за судската администрација. Што не ги повторивте барањата? 4 барања? 4, да. Значи, она првично барање беше измена на законот за судска служба и тоа беше нашето најважно барање. Бидејќи тој закон па е причината да сиве овие збиднувања што сега се случуваат. Дури и овај податок што сега Пеце го кажа дека се намалува 40% платите заради штрајкот е како резултат на тој закон. Ние имаме барање и за работното време, да се смени работното време од 7:30 до 15:30 и зголемување на платите како документ. Работното време би представувало. Да, меѓутоа сега во овој момент ние само го бараме правото да ни се овозможи, како и на другите 3 категории што ги претходно спомнав, додатоците да се зголемат до 35%. Останатите барања, заради ваквата политичка ситуација, ние ги одложиме за од септември натака. Со очекување дека штрајкот ќе заврши брзо, бидејќи се ова оправдани барања, бидејќи ќе ви кажам за овие барања и председателот на Судскиот совет претходен, Ушковски. Кога бевме на преговори во Министерството за правда, тоа беше во декември месец, и кога ги прочита нашите барања, кажа дека тоа се нормални барања и дека не би имало пречка да се прифатат. Меѓутоа, во овој момент, имајќи ги тие работи во предвид, дури и спогодбата која што ни беше пратена од Министерството за правда покажува дека ни се оправдани барањата, тие ги прифаќаат барањата, меѓутоа не им одговараат роковите кои што се во таа спогодба, ама во друг момент па не се ни согласува да седнат па да договараме некакви рокови, бараат спогодба без рокови. И очекувајќи, имајќи ги тие работи во предвид, ние очекуваме дека штрајкот брзо ќе заврши, дека ќе го средиме, значи ова барање, дека ќе го добиеме правото како и другите, да имаме право на додаток до 35%. Со оглед дека тоа не го остваривме, ставот на Сдруженијето е дека она ветување наше што барањата кои што ги одложиме, кои што претходно ги споменав од септември, ќе ги прошириме и ќе ги бараме да се остварат и тие барања. Нема повеќе се задржиме само на правото. Но очекувано или не, штрајкот се одолжи на 50 дена. Само да прецизирам, значи да го дополнам колегата Борче, во овој момент штрајкот може одма да прекине доколку малку покаже да збри. Значи не бараме пари сега, бараме да го утврдиме правото и тоа сите 4 категории ќе имаат тоа право. Кога ќе се создадат услови за исплата на сите, тоа ќе се исплати судската администрација. Значи толку едноставно е барањето, а за другите може да се разговара. Работното време не е никаков проблем. Верувам. Законот имаме подготвено закон. Со министерот сте седнали ли со новиот министер или не зависи од него, доаѓа одгоре? Имаме неколку пати седнато официјално и со... Има ли капацитет тој, има ли волја или... Па јас мислам дека волја има, меѓутоа мислам дека младост и искуство може го прави своето, но мислам дека некој друг му ги врзал рацете и не може. Гледам дека има желба, меѓутоа едно е да се има желба, друго е да... Кај нас секојаш одгоре. Има некои центри на мој, како што кажа поранешниот председател на Судски совет Ушковски, мислејќи во синдикатот, а се јас обратно, во правосудството, во Министерството за правда, кој ги влече конците и не дозволува штрајкот да се заврши. Каков е ставот на комората? Еве, немавме можност
да видиме, меѓутоа вие знаете каков е ставот на Комората комората и- и поединечно на адвокатите. Бидејќи ова од одолговлекување, јас верувам дека вие го поддржувате штрајкот, сепак се рефлектира. Вака, комората официјално излезе со став дека е неутрална, односно не се меша во односите на судската служба со судството и дека бара само штрајкот брзо да заврши, затоа што судењата не се одржуваат, затоа што странките и другите не можат наводно да ги остварат своите права. Големо прашање е со вакво судство колку странката навистина може да го оствари своето право, дури штрајкот и да не владее, да не трае. Зошто? Ваквиот однос на немање на слух, на однесување, едно лошо домаќинско однесување, едно однесување каде што мислат дека раководните структури во судството постои судството ради нив и дека после тоа ќе биде потоп, е само доказ и односот за двоен аршин и селективна правда, токму и ова го покажува дека е така. Ако ви имате три категории, каде што ги остваруваат своите права или барем се законски регулирани, не можете четвртата најмногу бројна категорија да кажете ова за вас не важи и немате логична причина и објаснување. Поединечно адвокатите би било лицемерно и безобразно да не ги подржиме, од една прво проста причина. Затоа што знаеме состојбата во судството и судската служба навистина е обесправена. Второ, и ние имавме многу штрајкови, дури едниот траеше и 3 месеци, ние бевме подржани од судската служба. Бевме делумни од судиите подржани, декларативно не беше тоа ништо официјално, али никош не сме имале проблем. И без трпливи луѓето. Ако некој, адвокатурата е браник, заштита на човечките права. Ова е едно од тие права. Да ги остварат навистина своите права. И не би ја вршиле својата функција ако би биле против вакво нешто, некој да оствари своји права. Секој ден се бориме дека еве се одлагаат судски процеси, наши клиенти. Да, али клиентите има може да реагираат во мигов, да, се одлагаат, али тоа трае 2 месеци. Се одлагаат и онака судењата. Споро е судството, многу дубиози има, многу проблеми. Викате правата, клиентите не трпат со тоа што друг сака да ги оствари своите права. Ние би биле нечесни ако браниме нечиви права, а секој сме во постапката спротивставени, едно право на тужителот, друго на тужениот, судот е тој кој пресудува, но ние не можеме да не ги поддржиме и да се бориме дури за нивните права. Правосудството всушност треба да приде пример за сите Така е. нас и така се Ние губи помалку довербата кај главоболки ќе граѓаните. имаме, воопшто ќе имаме и поредна и редовна достава, ќе имаме и побрзи судења, ќе имаме многу подобра и администрација и судска служба. Ако се обучат, добијат плати и бидат задоволни, со задоволство на работа. Вака знаете како, на шалтерите ќе отидете доле, нема луѓе. Кој е на боледување, кој е незаинтересиран, може би со право. Само би да сакал да додам ново. Повеќе штрајкови сме имале во правосудството и морам да кажам секоја чест на поголем број адвокати кои не само декларативно, него навистина не поддржуваат од се срце, дали и соопштенија и така натаму и мислам дека е искрена нивната поддршка. Жалам што во ова ситуација сегашна адвокатската комора даде само декларативна поддршка. Тоа не е поддршка и исто така и нотарската комора. За мене поддршка е да апелираат до власта да седне со синдикатот и содруженијето и по пат на преговори да го решат штрајкот. Значи, нема да заземат страна, нема да кажат како и што, но дека од заеднички интерес и нивни и на државата е штрајкот да се реши. Се надевам дека ако така постапија, малце поинаку ќе оде да работи, иако не сум оптимист, дека ако се сакаш да се штрајкот ќе се заврши. Имате ли, се извинувам, продолжете. Сакам да кажам дека штрајкот ќе заврши. Изгледа на некој му одговара ваквата ситуација, ваквиот хаос во судството. И затоа дојдовме во една безизлезна ситуација и сега судската власт презема чекори кои уште повеќе ги иритираат вработените и ги прават поединствени да истрајат до крај. Да. Имате ли информација како тоа се рефлектира на меѓународната заедница? Известивте ли некого? Тие сигурно знаат што се случува. Да, ние сме членки синдикатот на PSI, Светската синдикална организација на јавниот сектор и ЕПСУ, на Европската федерација од јавниот сектор. Одма се јавија до нашата влада и рекоа дека должни се согласно меѓународните конвенции кои ги има ратификувани Македонија да преговараат. Меѓутоа мислам дека зборот преговори судската власт не го разбира. Едноставно не го разбира.
им кажа кои организации се, колку илјади членови застапуваат овие наши синдикални асоциации и кое е нивното влијание во меѓународните форуми, како што е Меѓународната организација на трудот, Обединетите нации и така натаму, меѓутоа тоа не допре до него. Се обративме и до премиерот Емил Димитриев, тоа беше скоро пред месец дена, баравме средба во која сакавме да му ги кажеме, да му кажеме на некои детали, верувајќи дека на тој начин ќе се направи некако исчекор. Ние од таму немаме одговор. Значи едноставно игнорирање. После тој долг период на игнорирање јас имав една средба со министрот во која се обиде на некој начин да дојдеме до некакво решение. Меѓутоа тоа што го понуди не беше ништо, како што рече колегата Борче, тоа беше спогодба која нема никакви рокови, значи вашите желби, односно вашите барања, ќе ги исполниме во некое догледно време, а не знаеме кој е тоа догледно. И работа се разводнува, сега дојдовме во една ситуација на незаинтересираност на власта. Како да не постои штрајк, како да не се штрајкува. Јас само би го споредил тоа со еден пример. Ако во станот ви се случи поплава, вие да отидете на годишен одмор или да кажете ајде кој ќе се вратам од работа, ќе викнам мајстор, ќе сопре славината. Значи тотално неодговорно, тотално незаинтересирано. За мене е нејасно зошто и премиерот не презема никакви мерки да го повика министерот, министерството да си го реши проблемот во ресорот или да си дадат оставка. Значи мора поголемите органи, да речем, од министерот, да премиерот или бил кој или овата партија да покренат и политичка одговорност до тоа. Ќе го повикате ли на одговорност? Па ние на еден од протестите, последниот протест, побаравме оставка од министерот, иако требаше да се барат од повеќе луѓе, но ево символично покажавме црвени картони, ама очигледно и тоа не го слушаат. Ништо не слушна. Добро, во внатрешноста единство владе, спорувам за другите градови како е ситуацијата. Скопје ние од прилика знаеме. Освен Скопје еден судот и судот во Гевгелија, нема друг суд кој што не се приклучи на штрајкот и кој што не штрајкува според упатствата кои што му се дадени на штрајкувачките одбори. Во последниве 2 недели има поголеми притисоци во управниот и во вишиот управен суд и таму веќе можам да кажам дека не е добра ситуацијата. Слушнав за некои списоци за да се подпишуваат сите тие методи што се не користат. штрајкуваат. Меѓутоа во сите други судови, значи апсолутно единството е поголемо отколку јас искрено ќе кажам јас што го очекував. Мислам дека овие притисоци кои што се прават со правењето на тие списоци, со заканувањето дека ќе се примени член 77 на Законот за судска служба, односно дека ќе се исплаќаат плати за 40% помали заради сите тие кои што учествуваа во штрајкот. И нашето очекување беше дека тоа ќе ги разводни работите и дека ќе ги поколеба нашите членови. Меѓутоа, за мое големо изненадување, пријатно во секој случај, ние одржавме состаноци по сите подружници, ги задолжиме да се произнесат како смета да продолжи понатака. Единството беше поголемо отколку претходно. Дури кажа, нас повеќе не интересира платите, нас не интересира достоинството, заради што ние бевме единствената категорија во правосудството што е изоставена од овој процес на зголемување на додатоците на плата. И тоа толку влијаеше кај луѓето. Јас ви кажам, и вчера имавме состанок во Велес, каде што повторно беше поставено прашањето што со штрајкот понатака, едногласно, значи беше дека штрајкот мора да трае до исполнување на барањата. Друго е прашањето за судската ферија. Значи за време на судската ферија се работаат предмети помалку отколку ние што работиме за време на штрајк и одлуката од страна на Сдруженијето која што заедно мора на крајот да резултира во координација со УПОС. Значи Сдруженијето смета дека за време на судската ферија треба да се стави штрајкот во мирување, меѓутоа никако да се прекине, никако да се заборават Значи ќе биде барањата. ставен во мирување. Да не го ставиме во мирување, фактички штрајкот мирува. Заради судската ферија. Не се работи едноставно. И без да го ставиме во мирување, помалку работи ќе бидат. Може ли да се искористи тој период да
кажеме да скршат некои од штрајкувачите, да ги разубедат, да се искористи тој период од еден месец? Искрено, ако не успеат да ги скршат со намалување на платите за тоа што ќе ги казнат, не верувам дека со било што друго може да го направат тоа. Факт е дека сега се работи токму на тој проблем. Значи, председателите ќе кажам, еве според мое знаење, колку што јас знам, јас сум правник, во секој случај сметам дека незаконски го прават тоа и дека не може со одлука, прво судскиот буџетски совет нема таква ингеренција по закон да му дава наредби на председателите, нити па председателот има таква ингеренција со одлука да крати плата на некој од вработените. Значи нема Групно. И тоа групно, со една одлука на сите. И вели Кој не се знае 40% на тие. кој нешто е кој подпишувале некакви изјави. Она што претходно Пеце го спомна, дека доколку беше на сила првичното известување од Судскиот буџетски совет, каде што вереше дека 40% на плата ќе се крати со поединечни решенија, откако тие ќе станат правосилни, тука сметаме дека е законска постапка и ние тука немавме никакви забелешки. Меѓутоа, да се инсистира да се скратат платите, значи да навлезете во нечие право, без да му дадете можност тој да се жали со правна поука, со можност да докаже дека е или не е во право, едноставно носите одлука и велите од утре вие нема да земате 100%, ќе земате 40, односно 60% плата и му кажувате затоа што учествувавте во штрајк. Меѓутоа тој може би бил на одмор, може би бил на боледување, може би едноставно не штрајкувал, може би за време на на штрајкот тој ги извршил работните обврски. Има голем број на причини заради кои што председателите на судови, јас еве и јавно упатувам еден апел, треба сериозно да размислат. Дали на ваков начин, како председател на суд, каде што треба да се грижи да се спроведуваат законите, и судијата и председателот е судија, дали на ваков начин, на кршење на законите, не дава пример како не треба да се работи во судовите. Нека постапа законски. Ние не сме против законска постапка. Она што го предвидува законот, ние ќе го Тоа е почитуваме. тоа што го кажав, дека судството треба да служи за пример за сите нас, да не изгубиме довербата, нели, За жал не е така. правосудните органи. Што е уште еден пример. И би дополнил само на крај, не само да го кршат законот за работни односи и другите законски прописи, сторуваат председателите заедно со судско-буџетскиот совет и кривично дело. Злоупотреба на службената положба и повреда на правата од работен однос. И синдикатот и тука сериозно би требало да размисли. Ние веќе размислувавме, разговаравме со Сдруженијето и од тоа ќе видиме, веројатно ќе поднесеме и кривични преви против тие председатели, а и ќе бараме временна мерка за ова со цел да ги заштитиме нашите членови, бидејќи сметам дека сме апсолутно во право. И не може така да се однесуваат. И друго, сакав да прокоментирам една изјава на председателот на Судскиот буџетски совет, дадена за една телевизија, кога се посомнева дали штрајкот бил законски. Легален. И искам да кажам, многу се изнасмеав. Ако се обидат и тоа да го направат, да кажат дека после 50 дена штрајкот е незаконски, значи ќе биде капак на Добро, може и вие на суд ке се најдете како нели е штрајкот по клинички центар. Па се Кој ги битува суди? само нас после 50 дена Кој ќе суди? Кој ќе биде записничар? Добро, јас ви благодарам на разговорот и се надевам дека ќе се заврши така како што треба во една правна и демократска држава. Благодарам. Благодарам. Благодарам.